студиото на Нова денеска тема е посетата на Али Ахмети на Атина и неговата средба со министерот за надворешни работи. Многу работи останаа неразјаснети зошто како отишол Ахмети во Атина и во чие име. По тој повод во студиото на Нова ги поканив Едмонд Адеми од Think Tank од Либерта и мојот колега Назим Рашити. Моето прво прашање, она што е главна дилема денеска и вчера во јавноста, дали Али Ахмети е во мисија која е усогласена со коалициониот партнер, односно со премиерот Груевски? Добро, сега ако ги читаме и едната и другата страна, читав негде понасто дека нејасна е позицијата на Ахмети во целава приказна, не само со посетата во Атина, туку и Вашингтон и Софија, каде што имаше за цел, како што он вели, да отвориме јавна дебата за попрашање на името. Дилемата е дали Ахмети е поштарот, дали е посредникот или е само една добра политичка спакувана приказна во смисол каде што бидејќи он 7 години е... И тоа е прашањето на кое се одговориме. Да одговориме. Значи, бидејќи он веќе 5 години изборите ги добива на начин како ги добива во смисол дека ветува НАТО, ЕУ интеграција, меѓутоа тоа очигледно не се случува и дали ова е еден негов напор во смисол пред сопствените гласачи да покаже дека еве ја правам се што можам во тој правец од една страна, а од друга страна со самиот факт што Груевски е ставен практично ВМРО да помене целосно аут во приказната за името и квалификациите од типот дека е приватна посета или твитот денеска на Милошовски како потврда на тоа дека уствари самиот факт дека не бил присутен амбасадорот македонски во Атина на средбата покажува дека ова е била небитна приватна посета. И за прашањето ако е тоа така, тогаш Али Ахмети што прави? Слободен стрелец. Назим, како го толкувате? До некаде се согласувам со Едмон, но од друга страна, имајќи предвид импасот што ја имаше Македонија во врска со евроинтеграциите, мислам дека на некој начин се покушава само тоа што и се вели, да се потикне дебата и види, еве, токму ние на оваа тема и разговараме сега. Ако водите Кривеницело, со него нешто разговарате, Сигурно, но не останува тоа на класична дебата, него дебатата е малце покрената на повисоко ниво. За мене лично не гледам ништо негативно, напротив, бидејќи се покушава да се стави државата у некој си терк кој што на некој начин беше поместен. Прашањето е легитимно тоа што и го поставувате, колку ќе биде ефективно цела ова сите овие разговори. Но од друга страна, ако веќе албанскиот фактор во Македонија се поставува како некаков си олеснувач, тогаш се поставува и друго прашање за мене, колку македонската страна, дали тоа дел од коалицијата или општо надвор од коалицијата, се спремни да ги прифатат албанците како вакви олесновачи во контекст на Имено, ако не се спремни, ако нема дозвола од премиерот или владачката партија, во тој случај албанците можат да бидат доживеани како некаков си тројански коњ во Македонија на грците кои се обидува да го името што може да ги директно да влие врз меѓуетничките односи. Но еве пред да дојдам тука, имав дискусија слична со други представници и во таа дискусија се даде следниот аргумент. Дуи има 15 пратеници во собрание. И што и да сака да прави, и што и да договара, тоа мора да го помине легално у државата. Значи, собранието да гласа, па ако има референдум, како се согласуваат сите најголеми политички партии македонци, мора тоа да има референдум. Значи, тоа дуи не може сам да го направи. Ја мислам дека само идејата поттикнување на дебата е единствената цел, можеби, која на некој начин ќе ги поттикне македонските фактори, етничките македонски фактори да размислат се повеќе и повеќе. Што не разбирам Инаку дуи ако отиде со илузија дека ќе направи нешто поголемо да подметне тоа што вие го кажувате, тоа никако не може да помине. Подметне, туку да биде доживеано, односно испрецепирано во македонската јавност како тоа е ризик што они можеби го заземале и треба да го Ако гледаме да они да одговарат
разговараат, извини, ама од друга страна они ништо не можат да Нели направат Нели легално. е голем ризикот ако дојде до таква ситуација. И ајде нека заврши Едмон, да не го прекинувам. Ја имам и друга теза за ова, бидејќи има паралелни други процеси во Македонија кои треба да се разгледуваат. Ако го вратиме филмот малку наназад, обично името било користено доста во политичка кампања, поише би рекло злоупотребено отколку на добро употребено. Затоа реков на почетокот, не е јасна е улогата на Ахмети во целата приказна, дали е поштарот на Груевски, во кој што пошто Венизелос и Самарас не сакаат со него да се видат, па Ахмети ја игра улогата на поштарот, пошто едно време Теута со Пангалос се гледаше, или Бесими, да, така. Или пак од друга страна е посредникот, односно човекот кој се обидува да ги држи во живот и онака мртвите преговори помеѓу Грција и Македонија. Ризикот е голем, пошто мислам дека Ахмети има 15, оно што Назим го рече, има 15 пратеници, меѓутоа нема политичка моќ во рамките на институциите да ја изгура таа работата. Сега кога збориме за дебати, он ја почна приказната од Софија да отвори дебата по прашањето по предлогот на Нимиц, Горна Република Македонија, како и да е. Ја мислам дека дебатата прво треба да ја почне внатре пошто имам чувство дека ја нема дебатата во меѓу самите коалициони партнери по тоа прашање. Сега Ахмети може да збори со Венизелос, може и со Самарас, може и со бугарските власти, меѓутоа ако внатре ја нема таа дебата, не зборам само за меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Предлог нека биде јавен. Ако веќе сакаме дебата, дајте сите лидери на големите политички партии. Вие го немате тој хендикеп кој има дел од етнички македонската јавност, можете да следите што објавуваат албанските медиуми. Ако е до јавна дебата, има ли информација за што е разговарал Али Ахмети? Во последниот период, за да може да има дебата. Да. Мислам дека ова сакам да го кажам претходно. Во Македонија во политички дискурс во последен период албанскиот политички фактор почнува да излегува од како да кажам од облеката на етничкото делување. И практично политичкото делување се зголемува со повеќе сфери. Заради тоа се повеќе слушаме за економија, за социјални теми и едно друго. Што на некој начин ова е развиток за општеството во Македонија. Во овој контекст исто и ова делување, без разлика што има ризик, ако вие тоа го кажувате, да се интерпретира лошо не само кај македонците и кај самите албанци.